Председателот на владата на Република Северна Македонија, неговата екселенција господин Зоран Заев. Северна Македонија во мисијата КФОР на Косово. Слободно. Почитувам председателе на Република Северна Македонија, господин Стево Пендаровски, почитувана министерке за одбрана, господја Радмила Шикеринска-Јанковска, почитуван началник на Генерал-штабот на армијата, генерал подполковник Васко Ѓурчиновски, почитувани офицери и војници, членови на првиот контингент на армијата на Република Северна Македонија во мисијата КФОР на Косово, почитувани генерали и офицери во армијата, почитувани представници на воено-дипломатскиот кор, почитувани представници на медиумите. Ми представува посебна чест што ми е дадена прилика да се обратам на оваа свеченост по повод испраќањето на првиот контингент на армијата на Република Северна Македонија во мисијата КФОР на Косово. Нашата армија и досега посредно учествуваше во мисијата КФОР преку обезбедување на логистичка поддршка за НАТО, преку координативниот центар за поддршка на земјата домаќин, кој вршеше координација со силите на КФОР при царинските и граничните процедури на транспортот, вклучувајќи и други потреби на КФОР од доменот на логистичкото обезбедување. Оваа мисија сепак има посебно значење за нашата армија, бидејќи за прв пат директно учествува во мисијата КФОР како 30-та земја членка на НАТО, како армија која е рамноправен член и дел од најмокниот воено-безбедносен сојуз на светот. Пред упатувањето на оваа мисија, припадниците на првиот контингент на армијата, што заминува да исполнува задачи во мисијата КФОР во Косово, поминаа низ посебниот процес на обуки, подготовки и селекција, каде се извежбуваа и обучуваа за изведување на задачи кои ги очекуваат за време на мисијата. Армијата на Република Северна Македонија, синонимот и чуварот на македонскиот суверенитет и државност, ја докажа својата подготвеност, интероперативност и способност за извршување на најтешките задачи во досегашното 18-годишно учество во мировните мисии ИСАФ и одлучна поддршка во Авганистан и во мисиите Слобода за Ирак, Алтеа во Босна и Херцеговина и УНИФИЛ во Либан. И досега и понатаму, како членка на НАТО, Северна Македонија и незината армија свечено ја преземаат врската во континуитет да го даваме нашиот придонес во безбедносни предизвици што стојат пред НАТО. Заедно сме посилни. Почитувани, Северна Македонија е целосно посветена на своите обврски како нова земја членка на НАТО, вклучително и во поделбата на товарот и продонесува како достоен сојузник. Ке продолжиме да се вклучуваме во операциите и мисиите на НАТО и да се прилагодуваме на безбедносните приоритети. И покрај предизвиците за економијата поради пандемијата, остануваме доследни на исполнувањето на врската да го зголемуваме буџетот за одбрана за 0,2% годишно и да достигнеме 2% од бруто домашниот производ до 2024 година. Важен дел од ова издвојување, околу 50%, се за подобрување на стандардот на професионалците од нашата армија. 30% се предвидени за повеќе и подобри обуки и тренинзи, а околу 20% се наменети за модернизацијата на нашата армија. Со тоа ќе ги зајакнеме капацитетите и можностите на нашата армија со подобрување на професионални стандарди на нејзините припадници и со тоа ќе го зголемиме нашиот придонес за интероперабилност со другите сојузници во НАТО. Почитувани, припаѓаме на регион кој се уште се соочува со различни предизвици
И затоа сме убедени дека постои потреба за негова јасна перспектива во НАТО и Европската Унија. Западен Балкан не е изолиран остров. Тој е неразделно поврзан со западноевропските и трансатлантските вредности. Северна Македонија ќе продолжи да биде силен промотор на регионалната политичка и одбранбена соработка и диалог преку структурирање на регионални активности и иницијативи. Како никогаш порано, нашиот регион е во можност да искористи таквата платформа што произведува ефект на поврзување заснован на заедничката волја да се стреми кон евроатлантска интеграција. И ова учество на армијата на Северна Македонија во мисијата КФОР е нашиот придонес во таа насока. Почитувани офицери и војници на првиот контингент на армијата на Република Северна Македонија во мисијата КФОР на Косово. Ви посакувам успешно извршување на вашите задачи со нашите сојузници. Убеден сум дека ќе ја продолжите традицијата на успешност како и сите наши досегашни мисии. Ви благодарам.